Се поизвестно е затворањето на матичните ординации од септември, откако поминаа сите рокови кои лекарите од приватното примарно здравство им го дадоа на владата и ресорното министерство за решавање на нивните проблеми. Конечната одлука за тоа дали, од кога и на колку време лекарите ќе ги затворат ординациите ќе се носи на 27 август. Најголемиот дел од членството е за затварање и да не се работи 5 дена. И бидејќи никој не респектира, не приметува во друштвото, значи не се работи за 1-2 месеци, се работи за 5 години, гледаме покачување на една структура, матичните служби не работеа еден месец, значи добија, школството протестираше, добија, кај нас денар не се покачуваат трошковите во здравство енормни стана. Ваквата дилема доаѓа откако матичните лекари и по неколку предупредувачки штрајкови не решија ниту еден проблем и не добија поддршка за ниту едно нивно барање. Се ближи крајот на август и можам да кажам, никој не кажува ниту збор за покачување на капитационен бод, а 5 години ништо не е поместено. Така да никој ништо не кажува за докторите дали ќе ги пензионира со 64 години по сила на закон или не, а тоа е многу сериозен проблем. Колку фирми ќе се затворат и колку сестри и доктори вработени тие ќе останат на улица. Нашите бројки се стотина со 64, а оние кои што за кратко време ќе наполнат сега се 63, така да тие бројки се над 100 доктори. Доколку од задолжителното пензионирање на 64 години не се изземат матичните лекари, за 2 години во земјава ќе останат само 13 матични педијатри, а за 3 години скоро половина од матичните лекари ќе се пензионираат, оти просечната возрастна граница на избрани доктори е 58 години. Во моментов во Македонија работат 1570 општи матични лекари, 147 матични гинеколози и околу 100 педијатри. За секој пациент тие добиваат по 63 денари капитација, сума која не е променета веќе 5 години, иако имаа ветување дека истата ќе се покачи на 90 денари.